Вечера би сакал да зборувам за пропуштената библиска полка од пред 2 саботи, бидејќи заради нашите гости немавме тогаш библиска полка. А иако третата глава од Данијел е нешто многу познато, иако поинтересните лекции допрва следат во втората половина од тромесечието, значи понатаму после од 6-та глава па до 12-та, сепак јас би сакал да се позанимаваме малку со третата глава, особено што и јас требаше да имам полка мејатата сабота, а немав. Па еве се како да ќе имам ова вечер. Да отвориме, значи, Данијел, третата глава. И пред да почнем да читам, ќе поставам 2 лесни прашања. Се надевам дека ќе ви бидат лесни. А после ќе поставам едно, која ја ги потешко, а може би и тоа ќе ви биде лесно. Ова нека биде како загревање, значи како колоквиум, а на крајот од тромесечието Љубица пак ќе ви спрашува за целата поука од целото тромесечие. Значи првите 2 лесни прашања. Како се викаат тројцата младичи кои што Навуходоносор ги фрлил во огнената печка? Благодарам. Добро. Тоа беа 2 прашања во едно. Значи, чекам да имам како ќе одговорите на првото. Зоран рече Седрах, Мисах и Авденаго, така? Борче рече? И Мисаел. Добро. Благодарам. Сега да бидам ја како да се играм малку Навуходоносор. Ај кажете ми вие сега што е третото прашање, што планирам да ви го поставам. Не, тоа е премногу лесно. Тоа, ќе дојдеме до таму. Третото прашање е следново. Кој е кој? Седрах, Мисах и Авденаго. Кој е кој? Седрах е Авденаго или... така, тоа е прашањето. Сега, не се мачете, сега да го одговорите тоа прашање. Не се мачете сега. Размислувајте до крајот на тромесечието. Во ред? Да. А сега почнуваме да читаме. 3 глава, 1 стих. И понатаму, царот Навуходоносор направи златен идол. На што фрлање пари. Висок 60 лакти, 6 лакти широк и го постави во полето Дура во областа Вавилонска. И нареди царот Навуходоносор да се соберат сите локални управители, наместници, војводи, врховни судии, ризничари, законодавци, судии и сите областни управители да дојдат на свеченото откривање на идолот, што го беше поставил царот Навуходоносор. Каков настан? И се собра локалните управители, наместниците, воените началници, врховните суди, riзничарите или благајниците, правниците, судиите и сите областни управители за откривање на идолот кај царот Навуходоносор. Чува, како да бил покриен, па при свеченото отварање требало да го откријат. И застанаа пред идолот
што го беше подигнал Навуходоносор. Тогаш гласникот, или денес би рекле портпаролот на владата, високо извика: ве се објавува вам народи, племиња и јазици. Значи, цела Европска унија. Штом ќе го чуете звукот на трубата, од свирката, од цитрата, од харфата и од пеењето, како и од секакви свирки, што да направите? Паднете ничком и поклонете му се на златниот идол што го постави царот Навуходоносор. А оној што нема да падне на колена и не се поклони, што? Веднаш ќе биде фрлен во вжарена печка. Ама настан. Што би направија сите денешни председатели, премиери, министри да беа тогаш таму? Не само од Балканот, од целиот свет, например. Бидејќи, 7 стих ни вели: затоа кога го чуја звукот од трубата, свирката, од харфата и од другите свирки, паднаа на колена сите народи, племиња и јазици, значи сите представници од сите тие, сите, што би рекле денес, председатели, премиери, министри и така натаму, и јазици, и му се поклонија на златниот идол што го беше поставил царот Навуходоносор. Зошто му се поклонија? Значи, како се вика тоа? Од страф му се поклонија. Повеќето би се поклониле и без страф, и да немаше закана. Повеќето и така ќе се поклонија. Зашто во Откровението се вели дека ѕверот ќе го наметнува својот жик и врз челата, зашто некои ќе го примат врз челата, а некои врз десната рака. Кои се тие што го примаат врз челата? Жигот на ѕверот. Оние кои што свесно, кои што и сакаат да го примат, кои што немаат ништо против, нема потреба да им се закануваш за да го примат, кои што навиваат за тоа, кои што се сложуваат, кои што го пропагираат и така натаму. А кои се оние кои што ќе го примат на рака, конкретно десната рака ја споменува Откровението, да, оние кои што нерадо би го примиле, значи не би сакале, да може не би сакале да го примат, но зашто сепак го примаат? Ке го примат од страф. И тука, за жал, ке влезат, да не кажам полош процент, 90% од сите христијани и огромен број адвентисти. И сега што се случува? Во тоа исто време дојдоа некои од халдејците и ги наклеветија јудејците. И тие му рекоа на царот Навуходоносор: царе, жив да си довека. Ти, царе, даде заповед секој човек што ќе го чуе гласот од трубата, свирката, цитрата, харфата и од сите свирки да падне на колени да му се поклони на златниот идол. А оној што нема да падне и нема да му се поклони, тој треба да биде фрлен во вжарена печка. Но има луѓе јудејци што си ги поставил над работите на земјата Вавилонска. Кои се овие? Имал Навуходоносор некои министри своји, кои што он ги поставил секој во својот ресор, да работат во неговата влада,
Но тие биле јудејци. И тука се наведени нивните вавилонски имиња, Седрах, Месах и Авденаго. Тие луѓе не се покорија на твојата заповед, царе, на твоите богови не им служат и на златниот идол што го постави не му се поклонија. Многу интересно. Ова е уште едно подсетување, иако ова било голем настан, што би се рекло денес, рефлекторите на јавноста биле свртени таму, интересот на јавноста или медиумите и така натаму. И некој го забележал однесувањето на овие тројца министри на царот Навуходоносор, кои што биле јудејци. Значи, сите јазици, племења и така натаму што се поклониле, сите народи што се мисли на сите други народи. Оние кои што биле представници од Јудеја, тие не се поклониле. И тоа било забележено. Уште едно подсетување дека било што, кога правите нешто за Господа, колку и да ви изгледа вам ситно, и периферно, и споредно, постојат некои очи кои што тоа ќе го забележат. Ќе бидете забележани. И како што Трајче најдобро знае, ќе бидете и обележани. Било забележено дека овие тројца, овие момчиња од Јудеја не ја исполниле царевата заповед, не се поклониле. Да се подсетиме, зошто царот наредил да се направи ваков идол? Зошто наредил да биде целиот од злато? Значи, иако му било кажано што значил кипот што го видел во својот сон, и му било дадено значењето на тој кип од втората глава, каде што само главата на кипот е златна, што значи дека Вавилонското царство некој ден ќе заврши, како што златото ќе заврши кај вратот, и од вратот надолу започнува сребро, односно Медоперсија, па Македонија, па Рим, и така се до денес. Денес е глината, така, како што рече Зоран, како рече, дека сиромашките. Тоа ти символизира глината, сиромашки овие денешни. Слаби земји, слаби држави. Денес имаше една информација, Македонија била 127-та воена сила во светот. Мислам во друштво со Хондурас и уште некоја беше. Ке сме влезеле во НАТО, ке го засилиме НАТО. Слабите земји. Се сеќавате Морис Бери како ја толкуваше глината? Железото и глината. Да не забегам од тоа дека друга тема. Сојузот меѓу црквата и државата. Но поред тоа е според Езекијел. Да, се сеќавам на тоа. Значи, Навуходоносор го наредил да се излее ваков кип, целиот од злато, сакајќи да пркоси на Божиото пророштво, дека само главата е златна, а не целиот кип. И тој сакајќи да пркоси, значи, го фаќа нов инет, и поточно ова е првиот инет, а во 4 глава пред да здиве, тогаш го фатило друг инет.
па Господ му прати ликантропија за 7 години. Но овде го фатило и првиот инает не може само главата златна, има Вавилон да владее до крајот на светот. Замислите, значи, тој како да вели, да, признавам Господи, признавам дека каменот, ти кога ќе го воспоставиш Твоето царство, признавам дека тоа ќе биде вечно, но до тогаш јас, Вавилон ќе владее, не може овие други. До тогаш јас. Го признава Божјото царство, каменот што ќе се претвори во гора и ќе ја исполни целата земја и што ќе го здроби ликот, но до тогаш јас ќе бидам, не може други. И сакал сите народи тоа да го признаат. Со други зборови, немојте да помислите вие да бидете среброто или наследникот на Вавилон. Има сите да признаете дека Вавилон ќе постои до крајот. Тоа символизирало идолот. Без оглед што символизирало, според втората заповед би било греф да му се поклониш на тој идол. Без оглед дали нешто символизира или не символизира. 13 стих вели дека откако Навуходоносор чул дека овие тројца не се поклониле, тогаш царот Навуходоносор во гнев и јарост заповеда да ги доведат Седрах, Мисах и Авденаго и ги доведоа тие луѓе пред царот. Навуходоносор им рече: вие, Седрах, Мисах и Авденаго, умислено ли не им служите, значи со намера ли не им служите на моите богови и на златниот идол што го поставив, не му се поклонивте? Што открива ова прашање, овие зборови? Што сака Навуходоносор? Како и Ирод Антипа, многу векови подоцна, Навуходоносор не би сакал да ги погуби овие тројца младичи. Му значат, му вредат. Тој ги почитува. И сега им дава шанс да не случајно, да не од некоја случајност, или што не разбрале, може би, заповета или музиката кога почна овие инструменти да свират, да не од некоја случајност да не пропуштивте, да се поклоните. Навуходоносор би сакал: да, извини царе, не разбравме, не беше намерно. Он би сакал да чуе таков одговор. Но каков одговор чул наместо тоа? И сега им дава шанса, дури и во случај намерно да не се поклонеа, сега им дава нова шанса. Значи не ни го чека нивниот одговор. Од сега, ако сте спремни, штом ќе го чуете звукот на трубата, свирката, цитрата, харфата, пеењето и од сите други свирки, како ли звучала оваа музика, паднете на колена и поклонете му се на идолот што го направив јас. Ако не се поклоните, веднаш ќе бидете фрлени во вжарена печка и тогаш кој Бог ќе ве избави од раката моја? Провокативно прашање. Но вистинско прашање на вистинско место. Кога Пилат го постави прашањето до учените, образованите, доктори по теологија во еврејскиот народ, свештеници, првосвештеникот: вашиот цар да го распнам? Вашиот цар? Што одговорија тие? Ние немаме друг цар, освен кој? Цезарот. Затоа Цезарот им ја расплака мајката 40 години подоцна. Тогаш кога недоследно на оваа своја вероисповед, тогаш одлучија да се бунат и да креваат восстание против него. Признавајќи го Цезарот за нивен единствен цар, се откажа од Господ, се откажа од ЈХВХ, вели Елена Вајд, се откажа
од нивниот Бог. Но Седрах, Мисах и Авденаго биле верни на тој Бог. И на ваква провокативно прашање, дури ни страв од вжарена печка, немаше да ги поколеба. Прво да му дадат слава на тој Бог, кој што Навуходоносор го предизвикал. Одговорија Седрах, Мисах и Авденаго, 16 стих, и му рекоа на царот Навуходоносор: нема потреба да ти одговориме на тоа. На кое? Последното прашање беше: кој Бог ќе ве избави од мојата рака, ако кога ќе ве фрлам во печката? И мислејќи на тоа, велат тројцава: нема потреба да ти одговориме на тоа. Па ти демек не знаеш кој. Ти веќе знаеш. Но понатаму вели: нашиот Бог, кому му служиме, е силен да не спаси од вжарената печка. Навуходоносор веќе имал доказ колку е силен тој Бог од претходното искуство, од 2 глава. Тој е силен да не спаси од вжарената печка, па и од твојата рака, царе, ке не избави. Виде каква сигурност, каква смелост. Ако Господ ви го даде Светиот Дух, ако го имате Светиот Дух, ќе бидете посмели од председатели, премиери, дури и на големи, така наречените големи сили. Бидејќи вие, како Божи министер, како Божи слуга, ќе бидете министер на поголема сила од сите тие заедно. И ќе можете вака да разговарате и со царевите, како со рамни на себе. Со голема храброст и со голема вера. Интересен е 80 стих. Ако пак и не се случи тоа, значи ако Господ не избави, ако треба да изгориме во Холокаустов, известно нека ти е, царе, дека, сега сака да каже, не сме сега ни коркачи, дека нема да им служиме на твоите богови и на златниот идол што си го поставил, нема да му се поклониме. Дали ќе одговориме вака кога ќе се наметнува жигот над зверот? Прашање за секој еден од нас. Од што ќе зависи како ќе одговориме? Или дали ќе гледаме некој компромис, некоја средна ситуација и така натаму. Иако таква нема да постои. Секојаш кога е прашање вистината или лагата, Христос или Велијар, како што го нарекува апостол Павле, така е наречен во еврејската традиција. Нема средно, нема неутралност, нема компромис. Не може да има компромис помеѓу светлината и темнината. Или си во светлина, или си во темнина. Може ли да постои нешто средно, средна ситуација? Не може. И најмалиот зрак светлина е светлина, не е нешто средно. Значи, не се плашиме, царе, иако Господ од некоја причина и не сака да не избави, кога не би сакал, не се плашиме. Нема да служиме на твоите богови и на твојот идол. Треба да имаме ваква вера во последното време. Цврста, значи не колеблива, туку цврста вера. Вера која што, како што вели на Вајд, ќе не прави верни на вистината, дури и небото да се сруши. Односно, што сака нека се случи. Што сака нека биде, нема да го прекршам Божиот закон. Што сака нека биде, нема да направам компромис со гревот.
малкумине ќе имаат оваа вера во последното време, во споредба со останатото население на целиот свет. Иако тие што ќе имаат нема да бидат малку. Ќе бидат стотици илјади најмалку. Може би не милиони, ама стотици илјади сигурно. Тогаш царот Навуходоносор се исполни со јарост и лицето негово се намурти. Можеме си замислиме ваква смелост. Тој тоа го сватил како голема дрскост. Се намурти против Седрах, Мисах и Евденаго, па заповеда да запалат печка 7 пати посилна, отколку што обично ја угорува. И им заповеда на најсилните луѓе од војската своја да ги врзат Седрах, Мисах и Евденаго и да ги фрлат во вжарената печка. Тогаш тие луѓе беа врзани, облечени во своите облеки, со капи на главата и со другите алишта, и беа фрлени во печката огнена што гореше. Бидејќи царската заповед беше строга и печката вжарена необично многу, значи 7 пати посилно, пламенот од огнот ги умртви луѓето што ги фрлија Седрах, Мисах и Авденаго. Значи, тешко на полицајците кои што биле на должност тој ден. Или на смена. Тие беа убиени од пламенот. А што се случи со Седрах, Мисах и Авденаго? Интересно е Што мислите, што помислија Седрах, Мисах и Авденаго кога веќе беа фрлани во печката, во огнот? Често пати и ние тоа може да го помислиме. Се молиме Господ да интервенира, се молиме Господ да спаси, да излечи или било што. И понекогаш изгледа дека Господ тоа нема да го направи. Така, изгледа дека помината е линијата, дека тоа нема да се случи. А ова ни дава лекција, овој случај, дека не треба да се откажуваме. До последен, додека сме живи, додека дишеме, не треба да се откажуваме. Треба да останеме цврсти и верни до крај. Господ имал намера да ги спаси, но не направил да бидат спасени така на некој начин да не бидат фрлени во печката. Да. Господ дозволува да поминеме низ огнот. Да помигнеме низ искушението. Значи, Господ не спасува, дури тогаш кога ќе интервенира, не спасува на тој начин што ќе го спречи огнот на искушението во нашиот живот. Има една добра мисла, што ја прочитав на интернет уште од порано. Вели, ако е Бог во твојата лагја, тоа не значи дека нема никогаш да има бура, туку дека твојата лагја нема да се потопи. Значи, Господ дозволува неволи, дозволува искушенија. Огнот, низ огнот треба да се помине. Само прашањето е дали сме со Христа и дали е Христос со нас низ таа бура или сме без Него. Значи, христијанскиот живот не е коркачлук, каде што како мали деца ќе плачеме Господ секојаш да спречи неволи во нашиот живот. Тоа би значило Господ да не разгали и да станеме уште по-бесни и по-грешни, и по-дрски, и по-безобразни. Туку Господ дозволува зарад наше добро да поминеме низ неволјата, огнот,
искушението, а од тоа и ќе спаси. Од тоа и може да спаси. Апостол Јован бил фрлен во врел котел, вжарено масло, по наредба на царот Домицијан. И кога го извадиле од таму, не можело, некој му ја мирисае косата, немаше ниту, не само што немаше жарче никаде или нешто изгорено, изгореница на кожата. Мириса, не можеше да се намириса нешто, чад, оган или било што. Толку совршено спасува Господ. Но Јован бил фрлен во тој котел со вжарено масло. Господ тоа го дозволува. И Господ дозволува овие тројца негови шампиони на верата да бидат фрлени во вжарената печка. Тука би сакал да завршам со еден мој спомен за еден проповедник од Африка, кој што го имав чуено некаде пролетта 2007 година, како он држаше проповед на оваа тема. Проповедникот се вика Родни Милен, пастор Родни Милен, мислам дека е од Зимбабве. Беше еден многу пријатен, симпатичен црнец, кој тој одамна беше завршен, дипломиран студент од Хартланд, меѓутоа во моје време знаеше да доаѓа често пати, го вика на некои посебни настани, предавања, собори и така натаму, и тој да послужи. Тој ни каже дека во Африка, че во Зимбабве имаат една традиција, кога сакаш да му посакаш на некого благослов и успех, велат твоето племе да ти се намножи. Много интересен благослов. Твоето племе да се умножи. Така африканците си посакувале благослови еден на друг. И често пати кога на Фейсбук доаѓа време да му се честита роден ден на овој пастор, јас секојаш тоа му го кажам. Среќен роден ден и твоето племе да ти се умножи. Знаете, африканците имат еден посебен талент, кога не само кога пеат, туку дури и кога зборуваат, да издраматизираат и да го направат што е можно по-театрално нивното предавање. И има тоа нека посебна убавина кога се прави со усул, се разбира. Кога нема да се забега во несветост, едноставно речено. И тој, пред да каже што сега се случува отпосле, откако биле фрлени тројцата младичи во огнената печка, прво постави на целата публика што го слушавме, постави прашање дали ќе ми дозволите, ве молам, дали ќе ми дозволите да ја употребам мојата вдахновена фантазија за тоа што сега се случувало, откако Седрах, Месах и Авденаго биле фрлени во огнената печка. И веднаш не пренесе, како режисер, во својот опис, не пренесе, уште пред Навуходоносор да ги фрли во печката, не пренесува на некоја од негова страна замислена сцена во небесните дворови. Што сега се случува горе во небесата, кога откако Седрах, Месах и Авденаго го даваат овој смел и величествен одговор на царот, пред да бидат фрлени во
вжарената печка. И тој кажа вакво нешто. Еден куп ангели се собрале околу Божиот престол да прават што? Да го молат Господа. Сега почнале ангелите да се надпреверуваат меѓу себе, кој од нив ќе добие дозвола од Небесниот Отец, тој да се симне во Вавилон и да интервенира да ги спаси тројцата младичи. Ангелите имале, според неговата вдахновена фантазија, толку голема љубов кон овие тројца младичи, толку голема љубов и верност кон Господа и што било предмет на верата на тројцата маченици или исповедници, што секој од нив сакал тој да интервенира. Секој од ангелите сакал тој да интервенира и тој да ги спаси. А сам и најслабиот ангел, така под наводници да речем најслабиот, ќе беше доволен за да ги спаси. Впрочем, само еден Божи ангел во една ноќ побил 185.000 асирски војници. И сега пастор Родни Милен кажуваше, Габриел, кој бил најблиску до престолот, прв поборал дозвола, Господе, дај ми мене. Па потоа споменува Рафаел доаѓа, Господе, дај ми мене. Салатиел доаѓа, некој од познатите херувими, Господе, дај ми мене. И еден куп ангели се надпреваруваат, кој од нив ќе добие дозвола, уште пред да бидат фрлени Севдар, Мисах и Авденаго во вжарената печка. Кој од нив ќе добие дозвола, тој да ги спаси, тој да интервенира, тој да се симне во Вавилон на земјата. И во неговата фантазија продолжува и вели од Шекина, од светлиот облак што го скрива Отецот, додека ангелите бараат и молат вакво нешто, ваква дозвола, не доаѓа никаков одговор од страна на Господ, од страна на Отецот не доаѓа никаков одговор. Ангелите продолжуваат, бараат, викаат, Господе, дај ми мене, испрати ме мене, еве ме мене, испрати ме мене. И до кога го правеле тоа, што мислите? До кога го правеле тоа? Од Отецот, од светлината околу престолот не доаѓа никаков одговор. До кога го парале тоа? Додека еден момент не забележале дека некој фали, некој е отсутен од небесните дворови. И почнале да се прашуваат каде е Микаел? Што значи каде е оној што е како Бог? Тие ангели разбирале кој е тој. Тој не е создадено суштество. Тој не е како нив. Тој е некој што е како Бог. Некој како оној од кого ја бараат дозволата за интервенција на земјата. И како што се обзрнуваат наоколу, се вртат да го видат каде е Божиот син. Од планетата Земја слушнале како доаѓа глас, каде што тој, оној што е како Бог, уште пред да бидат фрлени Седрах, Мисах и Авденаго во вжарената печка, тој веќе се капи внатре во вжарената печка. Пред сите тие ангели. И им вели, еве сум тука, еве ги чекам, јас ги чекам. Пред сите нив, Божиот син, колку пати побрзо од брзината на светлината не можеме да кажеме. Бидејќи и најбавниот под наводници ангел
со многу поголема брзина од светлината, ќе стигнеше во Дура, во Вавилон, да ја заврши работата. Но пред сите нив, веројатно уште пред Габриел, уште пред првиот да побара дозвола од Господа, Божиот син веќе се наоѓал долу на земјата, веќе бил внатре во жарената печка, кога Седрах, Мисах и Авденаго се уште не беа фрлени во неа. Навистина ми се допадна ова негова фантазија, ова негова сценарија, и затоа решив и да го споделам со вас. Но не го споделив онака театрално, како што тој умееше и како што секој африканец би умел. И доаѓаме до моментот што го посочи Јасенета. Одеднаш царот Навуходоносор се стаписа. Не затоа што погинала полицијава, што ги фрлала во осудените во печка. Се крена на нозе и им рече на големците своји: нели беа тројца врзани што ги фрливме во огнот? Тие му одговори на царот: на вистина така беше, царе. Че во еден момент царот се посомневал во своите математички способности од прво одделение. Тројца ли беа? Колку беа? Нели беа тројца? Да, царе, тројца бе. На тоа тој рече: еве, јас гледам четворица како одат, и тоа не врзани среде огнот, и ништо не им се случува. А четвртиот личи на кого? Како вели Константинов? Синот Божи вели? Или, затоа што на еврејски е Елохим, синот на Елохим. Елохим е множина. Затоа е преведено боговите. Синот Божи во стариот превод. А во овој новиот превод Ептен го промашија. Напишеле четвртиот личи на ангел. Катастрофа. Ова е поголема катастрофа од бистата во Откровение 13 глава. Четвртиот личи на синот Божи. Од каде знае Навуходоносор, еден пагански цар, кој е синот Божи, дека Бог Елохим има син, и уште поважно, од каде знае како изгледа синот Божи. Многу интересно прашање. Но, јас тука завршувам, како во некој добар филм, без да се дорече, да се заврши до крај самата тема, а Господ, ако даде живот и здравие, некогаш ќе одговориме на овие прашања. Како знаел Навуходоносор дека Бог има син, тоа сигурно го научил и од Даниел, и од овие тројца предходно. Евреите во 6 век пред Христа знаеле дека Бог има син. Евреите знаеле нешто што денешните евреи или оние од Христово време не сакаат да знаат. И оно што муслиманите денес не сакаат да знаат. Бог има син. Не е тоа некој ангел, некој друго создадено како овие предходниве. Бог има свој единороден син. Но за мене е многу поинтересно. Значи, тој е како Бог, тој е Микаел, тој е еднаков со Бога, тој е од неговата суштина, тој е од божествената природа. Тој произлегол од таа светлина, кога првпат го создавал просторот и времето, универзумот, пред да создава било што друго. Тоа мокино слово кое што твори, создава.
Од каде па знае како личи Синот Божи? Интересно прашање. Нека му е фала и слава на Господа.